Според кинескиот календар, од денес започнува годината на мајмунот. Во таа чест во Националната установа Библиотеката Гоце Делчев се одржа мултимедијален перформанс за студентите од Кина на Филолошкиот факултет. Навистина ми е драго што сум овде и јас сум исполнета со позитивни импресии, како на пример учењето на македонскиот јазик. Морам да признам дека Македонија е навистина убава земја, исто како и градот Штип. Ја организираме новата година, месечевата кинеска нова година, по повод на нашите стипендисти кои што доаѓаат директно од Кина за изучување на македонскиот јазик. Тие се во наша посета веќе неколку месеци, го изучуваат македонскиот јазик и веќе го совладаа А1 нивото. Во следниот семестар очекуваме да го совладаат и следното ниво, тоа е А2, и да се вратат дома со познавање на македонскиот јазик во рамките на својот универзитет во ХБИ и да однесат свое позитивно искуство во однос на престојот во Македонија. Како библиотека им ја честитаме кинеската нова година со тоа што ќе им врачиме книги од македонската книжевност, а воедно им обезбедивме и бесплатно членство во нашава библиотека. Најголеми потешкоти при изучувањето на македонскиот јазик им представува изговорот на некои од буквите. Веќе месец и половина учат македонски јазик, имајќи предвид дека навистина се разликуваат кинескиот и македонскиот, може да се претпостави дека имаат поголеми тешкоти, како што е, например, изговорот на буквата Р, меѓу другото. Како дел од програмата беше и промоцијата на кинескиот календар 2016, мини есеи за кинеската култура, мир и напредок, чиј автор е доктор Марија Емилија Кукубајска. Среќна ова година! 祝您新年快乐！